А сега време е веќе за нашите први гости. Ви ги најавив и рано утринава. Станува збор за двајца планинари кои што ни доаѓаат од Тетово. Добро ви утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро и за Ирена. Пред да преминете на вашиот разговор, сакам да кажем, со оглед на тоа што првата тема ни беше пожарите кои што беснеат по македонските шуми, по македонските планини. И една гледачка спомена, сега не беше сосема сигурна, дека порано имало правило до 15 јули сме можеле да се движиме по планините, од 15 јули било строго забрането. Како е сега? Добро утро уште еднаш на вас. Ве нападна веднаш со прашање, но да се надобрзиме. Гледачката преска, меѓутоа мислам дека постои некој закон за забрана на движење по планините. Конкретно сега за овој временски период, кога и температурите се високи. Меѓутоа, гледачката спомна дека треба да се забрани одење и на планинарите. Значи, од сите може да се бара одговорност. Се согласувам со гледачката, меѓутоа најмалку треба да се бара одговорност од нас планинарите, пребидејќи ние се трудиме, значи, и да ја чуваме планината, и да ја промовираме, и да не дозволиме некои луѓе, други посетители на планините да не прават такви лоши дела. Конкретно како што се пожарите. Меѓутоа, во секој случај факторот човек е клучен. Тоа и сите гледачи го рекоа, да. Дека што значи човекот е најголемото зло за планетава, после кутра планета што не трпи. Ирена, повели. Благодарам, Искра, за најавата. Добро утро и од мене, почитувани. Еве во наредниве 20 на минути ќе зборуваме за планинарењето и сите тие придобивки од планинарењето и во летниот и во зимскиот период. Ова утро заедно со нас наши и ваши гости директно од Тетово ни доаѓаат господинот Мислим Хасипи, планинар и проект координатор, и Бујар Джеладини, планинар и секретар на клубот Тетова од Тетово. Добро ви утро, господа, добро ни дојдовте во утринската програма. Иако вака рано наутро, убаво сте расположени, патувавте добро, предпоставувам, се си беше во ред по патот Тетово. Сакам да ве прашам, ранобудни сте? Да, сигурно, затоа што... Сите планинари обично се ранобудни. Така, значи не беше некаков проблем. Вие ни доаѓате од Тетово, од планинарскиот клуб Тетова од Тетово. За почеток да ни кажете, да запознаеме гледачите со планинарскиот клуб, една лична карта, колку членови брои, кој ви е најмлад, кој ви е највозрасен член. Планинар. Значи, прво, добро утро до вас. Благодариме на ТВ Алфа за можноста да на вашите гледачи, ценети гледачи, да им го представиме нашиот клуб, планинарскиот клуб Тетова. Значи, ние сакаме, значи, да го представиме клубот, истовремено сакаме да представиме еден спорт кој што е во подем во нашата држава, Република Македонија, спорт кој го практикуваат се повеќе и повеќе млади и возрастни лица. Значи, планинарскиот клуб Тетова од Тетово е формиран релативно во скорешно време, практички е формиран во мај 2023 година и ова година славевме годишнина. Да, прв роден ден. Да, прв роден ден. Меѓутоа, сакам да назначам дека иако релативно како млад клуб, клубот е формиран од многу искусни планинари со голема љубов према планините и со големо искуство во планинарењето. Идејата начелно, или првично идејата за формирање на нашиот клуб беше да можеме сите тетовчани и тетовчанки да ги соединиме, да ги здружиме во еден клуб, каде што ќе правиме акции или ќе правиме маршрути заедно, за да можеме да ги посетиме нашите убави планини, конкретно Шар планина. Прибидејќи ние доаѓаме од тој дел на државата и градот од Шара, да. Добро, сега не ми кажавте највозрастниот и најмладиот член и колку членови брои вашиот планинарски клуб? Лична карта на клубот. Да. Фактички нашиот клуб брои 60 на членови со платени членарини. Најмладиот член на клубот ни е 7 години. Браво.
а највозрастниот ни е 77 години, така да Значи сте се врти околу таа седмица. Од седмицата, да. Како што ви кажат, од 7 до 77. Како клуб сме членови на Федерацијата на планинарски спортови на Република Северна Македонија, редовни членови со платени членарини. Во клубот имаме двајца лиценцирани водичи, водичи кои водат групи со лиценца од Федерација на планинарски спортови на Македонија, и имаме еден маркацист за кого чекаме да добиеме лиценца. Прибидејќи секој клуб треба да има водич и маркацист. Да, што значи тоа маркацист? Маркацистот има задача да чисти патеки и да ги маркира патеките. Значи да стави знакови за правец, одреден правец на одредена патека. И истите патеки да ги одржува. Така е. Сега, она што и мене ме интересира, а предпоставувам и гледачите, а тоа е каде се планинарите, односно кои се врвови, кажавте дека сте релативно млад клуб, основан веќе една година, каде се досега кои врвови сте ги освоиле во Македонија и надвор од границите? Привидејќи ние доаѓаме од Тетово, значи до нас е Шар планина, планински масив кој се простира на повеќе од 80 километри должина и 12 километри ширина. Значи масив и планина која што има повеќе од 20 врвови кои што се наоѓаат на надморска височина повеќе од 2000 метри, и обично тамо планинариме, значи во тие врвови. Значи почнувајќи од север, од првиот врв кој што е Љуботен, па после поред, значи до Кобилица, па Тито врв, тие се повисоките врвови на Шара, после Кораб, највисокиот врв, и во Централна Македонија Солунска глава, после Пелистер, па Крчин, и така натаму. Надвор од границите на Македонија? Да. Надвор од границите на Македонија, значи практикуваме да им бидеме гости на нашите колеги, да кажам, планинари, кои што не повикуваат, конкретно планинариме во Албанија, во Албанските Алпи, во Проклетие, и скоро имавме тамо двајца наши членови кои го освоја врвот Језерце, кој е висок 2694 метри, еден навистина тежок врв за освојување. После планинариме во Булгарија, Република Бугарија, Нрилските езера, Мусала и други врвови кои што ни се. Значи сте имале навистина низа активности во целава оваа измината година. Кои се подготовките за планинарењето? Предпоставувам треба физичка и психофизичка подготовка. Да. Како се подготвувате? Значи планинарењето, прво благодарам за можноста да го кажеме тоа што го стекнавме како искуство. Планинарењето како спорт од една страна не бара да кажеме некоја големо искуство или подготвеност, но бара освестување. Значи треба човек да биде спремен за сите предизвици што ги нуди природата. Оти планината нема милост. Да. Ако не сте спремни, подобро и да не одите, бидејќи планината ќе биде тамо. Таа беше тамо, е тамо и ќе остане тамо. Целта е ние да бидеме свесни за предизвиците и за она што може тамо да ни се јави. Значи, што е подготвеноста? Значи, рано будење, убава опрема, човек да знае, да кажеме, основни детали околу врвот, околу патеката, околу временските прилики за тој ден и така натаму. Значи, не бара некој, да кажеме, припрема во смисол на огромна кондиција, огромна претходна кондициона спрема и така натаму. Бара психички човек да е смирен, да е подготвен, да не паничи во смисол, бидејќи, како што реков, планината знае да изненадува. Да. Не треба да се потценува во ниеден момент. Така? Во ниту еден момент. Значи, целта на сите планинари не е секогаш искачување на врвовите. Целта на сите планинари е здравото, враќањето здрави и живи и безбедни, значи, во нашите семејства. Така. Сега споменавте неколку пати опремата. Кажавте дека потребно е да се има навистина
соодветна опрема за да се планинари. Овдека вие донесовте и дел од опремата. Еве може да ни кажете што се има овде, што се е потребно за да се тргне подготвена планина. Основно Можете. треба да се има волја. Така е. Основното е. Прво треба... И убава позитивна енергија, нели? Апсолутно. Ние и објавите кога ги правиме, значи бараме од пријателите кои ќе ни се придружат, да ни доаѓат со убава насмевка, со позитивна енергија. Бидејќи планинарењето во себе содржи и позитивност, Така можам е. да кажам. Се околу опремата, основно е добра облека, значи добра облека, меѓутоа најосновни се обувките. Да. Чизмите, во конкретниот случај, сега да не ги поделам за зимски искачувања и може летни тука искачувања. колегата, или вака да ги, ако ги Како оставите. сакате, значи основни се чизмите. Добрата Так. чизма, значи ја чува ногата, а нозете ја чуваат главата. Главата, Апсолутно така. така. Значи тоа е основно. После треба да се има, значи јакна, убава јакна. Треба да се има убава јакна за водоотпорна да биде во секој случај и да против штити од ветер. од ветер да штити. После треба да се има дуксер обавезно, зашто во зависност од времето некогаш и знаат температурите да се Доста ниски. така да треба дуксерот А да се знае и има со времето себе. да биде променливо, Да, така капа да. обавезно кога е сончево, да се има капа за заштита од сонце. Да се има маичка, Резервна, резервна така, маичка, капи капа треба обавезно да се има, без друго треба да се има. Малку и зимски капи, така? И летна и зимска ние не ги ваѓаме, значи секогаш ги имаме си во стојат ранец. во ранецот подготвени. Чорапи да се има секогаш. После гемишки да се имат, секогаш да се имат, пошто овие Тоа што е? штитат од гемиши се овие се стават на нозете Така. за заштита од роса рано наутро кога патуваме, Или од овие не снег, штитат или од или роса, или да. во снег. Од вода. Да, Од вода, гамашите се да, гамаши. битен дел на Битен опремата. дел. Треба исто да се има Уште една резервна. Да кажам, против дожд за секој случај да се наоѓа. Ова околу опремата, значи крај нема Чекайте никогаш, сега, меѓутоа овие се имате и кацига, така? Да, обавезно ќе дојдам до кацигата добро. и што сакам да наведам за сите планинари, Ракавици. има сигурно поискусни од мене, ракавиците секогаш да ги имаш, да ги имаат во ранец. Секогаш, пошто природата знае да биде немилосрдна и знае да има невреме и да ракавици да ги имаат секогаш со себе, сигурно тоа знаат. И во летно време обавезно да се има крема за сончање. Така е, и тоа, заштита крема од за сонце, сончање. Стаповите не ги спомнав, така. требаше да ги спомнам од почеток, меѓутоа еве прилика. Пожелно да се има, да се носат телескопски стапови за да се прилагодат на висината на планинарот или на приликата или на природата на одењето, да кажам. Дали одиш, се искачуваш или се пушташ. За зимско искачување потребно е да се има цепин, нормално со зимски водоотворни Тоа е чизми. за снег Ова е, или така? Да, цепин. Ова е за не дај Боже да се случи да клизне планинат. Со ова се држиш, има начин како нас не учат Има како да се пазиме, да не клизнеме во некоја провалија. Тие се за снег, така? Исто се за снег. Значи, овие се зимски. И се прилагодливи Се кон големината на прилагодливи кон ногата. чизмите, дерези или Крампони. крампонки. Да. После за искачувања, потешки искачувања исто треба кацига да се носи. Тоа е планинарска кацига, Да, така? планинарска Специјална кацига за тоа. професионална. И она Така што да- е најважно, И она кутијата што за е прва најважно, помош. секогаш во нашата група е првата помош, која секогаш ја носиме со себе, за, не дај Боже, несреќен случај некогаш, за да можеме да интервенираме колку што знаеме и колку што умееме ние како планинари. Сега во ранчето имате и термос и овие две чашки, се така? Термоси за вода обавезно да се носат. Ова е за вода, ова е термос кој за чај да се Чај. носи или ладна вода да се носи исто така. Чашите нема да ги кажам зошто служат јавно, така да знае, добро. ќе остане тоа тајна. После карабинерки ова се за искачувања, за попрофесионални искачувања.
Меѓутоа и јаже треба да се има за интервенција или за не дај Боже Да, нешто да многу се... ви благодарам, еве вака убаво детално што ја донесовте опремата и убаво што ја презентиравте. Сега би сакала да ни кажете, еве вака пред да го привршиме разговорот за тоа кои се придобивките од планинарењето, каков е интересот на младите и каков е интересот на повозрастните, бидејќи кај вас рековте дека има луѓе од 7 до 77 години. Да. Нашиот клуб, значи, од кога почна да се занимава поактивно со овие акции, целта ни е промоција на спорт на планинарењето како спорт кој што ги одвлекува сите генерации надвор од кафулињата, надвор од вештачката интелигенција, надвор од телефоните и надвор од компјутерите. И ги враќа назад во природата. И ги враќа во природата, бидејќи со самото враќање во природата, значи, вие се исклучувате од она што е информатичка технологија, што е виртуелен свет и така натаму. Ние секогаш, значи тука морам да го истакнам, и ангажманот на клубот за промоција на сите придобивки околу придобивки кои што се поврзани со планирањето. Значи чистиот воздух, значи одржување на околината, значи физичката активност, здравиот дух и здравото тело. Дали има интерес од младите? Да кажеме дека 100% има не, но дека има интерес и како има. Затоа што нашиот клуб се трудиме да понудиме отвореност и вклученост на сите генерации. Од млади, стари, баби и дедовци и така натаму. Так, тргате сите заедно во група, така, од најмладите до највозрастните членови. Кажавте дека вашиот највозрастен член претходно пред да влеземе дека вие и најискусен воедно, така, често пати го ве води низ патот, така. Да, во делот тука би морал да истакнам дека дотичниот член е меѓу најискусните и веќе и ни служи како жива меморија. Без разлика дали имаме интернет или немаме интернет, компас или не компас, тој ни е живиот компас, бидејќи да, стварно има меморија, неповторлива меморија. Не знам како стоиме со времето, но јас морам да спомнам и за меѓународната соработка, и за соработката, и за акциите на клубот. Значи, ние организиравме на 3 март, прв пат во Тетово, акција за одбележување на денот на општина Тетово, кај што присутни ни беа градоначалникот на општината и претседателот на Федерацијата на планинарските спортови на Република Северна Македонија. Таму сакавме да општината ја освестуваме малку дека има и алтернативни можности на туризам и промоција на тие природни убавини. Во делот на соработката и како е интересно, ние како клуб веќе година дена имплементираме проект преку CNVP, тоа е Connecting People with Nature. Тоа е меѓународна организација која што не поддржува во промоција на природните убавини, на на нестеблестите плодови на Шарпланина, тоа се боровинки, тоа е мечкин лук, зван така наречен сремуш, тоа се разните билки и чаеви кои што не само служат за освежување и за како прехранбени продукти, туку и како лековити билки. Со тоа што ние на локалното население со помош на еден наш член кој што е биолог, односно професор по биологија, на неколку состаноци им кажуваме кои се придобивките од овие билки. Како тие растат, каде растат, значи локациски, како се собират и кога се собират, кај можат да се продават тие, со тоа што со таа мала продажба, да кажеме, тие помагаат на оној семеен буџет. Така, оние кои што ги произведуваат. На економијата. Точно така. Значи, можеби тоа звучи мало, но за тие, да кажеме, планинските села, за тие домаќинства тамо, и како е значајна придобивка. Така да ја употребувам ова можност на членовите, односно на тимот на CNVP, да им се заблагодариме во името на нашиот клуб. Така. Имате, значи, низа активности, кажавте релативно сте млади, 1 година постоење.
Овдека, мислам дека сме тука со времето од прилика Искра, ако е така... Не сме толку ригорозни Не ние, сме, да, добро. минутка, две не прави проблем. Ке има, предпоставувам, и наредна можност и прилика да ни гостувате повторно овде, да представиме некоја ваша активност, само не ми кажавте, сосема накусо, ако е така, ако имаме уште една минутка, само да ми кажете која е разликата меѓу летното и зимското планинарење. Значи, како што рековме на почеток, планината е таму. Ние треба да сме свесни дека условите треба да се запазат. Зимското искачување се разликува од летното само во поголемата количина на опрема. Значи, ако летно време можеме да одиме со кратки панталони, со долги чарапи, тоа не можеме во зимскиот дел. Односно, во опремата, како што Бујар спомна, не дека се разликува многу, бидејќи без разлика дали е август месец, на Кобилица може да ве снајде зима. Да. Без разлика дали е декември месец, може да биде сончево горе. И топло. Да, и топло. Така да... Затоа опремата е тука, подготвени сте буквално за И сите те како. временски услови. Да, да. Добро, ви благодарам. Мислим за разговорот. Бујар исто така. Благодариме многу и на вас и за времето. Да. Ви посакувам среќен пат назад до Тетово и на вашите работни места. Благодариме, Да. благодариме за можноста уште еднаш. Во името на клубот ние донесовме еден мал поклон за одличното водење и одличното помагање на нас двајцата кои што прв пат стоиме пред камерите. Ние сме можеби добри на планина, ама И пред овде бевте камерите не добри, Се туку одличен трудевме, пет. се Не ли така трудевме, се Искра? трудевме. Ви Значи, благодариме ви уште благодарам. еднаш. Една И мала сигурно сум со порака, задоволство. една мала порака до сите луѓе. Што повеќе да планинарат, што повеќе да се занимаваат со спорт и да не се плашат од планините, зашто планините навистина ви ја земат енергијата, значи треба напорност, меѓутоа ви ја враќаат душата, значи. Уште еднаш благодарам многу и убав ден да имате и голем поздрав до гледачите. Ви благодариме за гостувањето. Благодарим. Благодариме многу. Да, исполна дека не треба ние се плашиме од планината, планината треба да се плаши од нас, по се изгледа. На жалост, Да. ситуацијава е таква денеска. И не знаете колку примамливо звучеше тоа. Кобилица рековте дека Да. таму може да не снајде зима. О, колку би било убаво тоа. Да, Добро идеме таму дојдени малку. сте секогаш значи, кога мене ми се има случајно лично и затоа кај мене на ранецот секогаш дали е летно или зимско време, зимските ракавици се таму. Ни се случи баш во месец август, значи ние тргнавме од Тетово, 40 степени беше температурата, кратка мајчка, кратки панталони, стигнавме таму, застанавме само душа да си земем 5 минути и од никаде се појави такво невреме, значи таква иња се појави, таков мраз се појави што јас реков цел живот ќе ги носам ракавиците, па и да не ги употребувам никогаш. Така да тоа е, планината е многу интересна, Непредвидлива, непредвидлива, да. Ви благодарам многу на Благодариме на вас, двајцата благодариме на вас. за Благодариме и вашето на вас. гостување. Кога ќе дојде зимското планинарење, повторно ќе ни дојдете, така?